Денеска се одржува седница на Македонската асоциација за рударство при Стопанската комора на Македонија во проширен состав со представници, односно професори од Универзитетот Гоце Делчев во Штип, со представници од Министерството за економија и представници од Министерството за животна средина. Целта на овој состанок е да ги разгледаме актуелните состојби во рударството во Македонија, а сите вие сте сведоци дека има некои, да кажам, негативни движења во овој сектор. За некој ден треба да се одржи референдум во Гевгелија и да се изјаснат луѓето дали сакат отварање на рудник во локалитетот на Гевгелиско и Кавадаречко. Има тенденции во Казандол да се одржи референдум, има притисоци, изјаснувања, пишувања и во Бучим. Општо земано има некое негативно движење. Јас сакам во ова прилика да појаснам дека некои работи се многу избрзани и сигурно остават и ќе остават негативно влијание врз потенцијалните инвеститори. Конкретно во Гевгелија, кај што е во фаза само детални геолошки истражувања, луѓето се изјаснуваат да нема рудници таму. Малку е чудно како, деталните геолошки истражувања се само утврдување на потребните рудни резерви, а натаму одат процедури за отварање на рудник. Во Македонија законските прописи ова материја имаат добро регулирано, деталните геолошки истражувања се да се види што има, после тоа следува фаза на добивање на концесија за експлоатација, пратени се сите со големи, обширни документи, елаборати за влијание на тие објекти во врз животната средина и на крај доаѓа дозвола за експлоатација. Конкретно во Гевгелија се наоѓа на самиот почеток, како ќе се изјаснат луѓето, но има нејасни работи, веројатно и ние, можеби како Македонска асоциација за рударство не сме влијаеле доволно, но веројатно и од надлежните органи, од другите органи немало доволно влијание да се појаснат ситуациите. Во Македонија се поставуваат многу интересни прашања, чудни прашања и луѓе кои се многу малку информирани од оваа област фрлат од ракав тони, хемикали, цијаниди, арсени, се она што може да им текне на памет и сето тоа има влијание врз луѓето кои работат во рударскиот сектор. Јас сакам да спомнам во оваа прилика дека во последните 40 години во Македонија не е отворен ниту еден рудник за металични сировини. Металите се поскапи рудници и ако за 40 години не е отворен ниту еден рудник, тоа зборува колку е тоа тешко, колку е тоа скапо, колку е специфично и ни што све треба да се изоди. Следна, сите пратиме деновиве на медиумите во Валандово, кај што се гради рудникот Казандол, кој ги поминал сите фази практично на добивање на дозвола за експлоатација, се поставува прашање на референдуми дали треба да има рудник или нема да има рудник. Се работи за општа некоординираност веројатно на оваа област, а сумарно има големи ефекти врз инвеститорите и веројатно од овие денешни моменти многу од инвеститорите или ќе се откажат од она што го почнале или ќе одат на други места. Рударскиот сектор значително влијае во македонското стопанство и ние сите знаеме и го помниме периодот 2004-2005 година, кога скоро сите рудници, особено металичните, во Македонија стоја. Ние во Македонија имаме градообразувачки рудници, например Саса, Злетово, Тораница, па на извесен начин и Бучим. Градовите живеат од рудниците. Сега со овакви хајки, прашање инвеститорите со каков печаток ќе одат и за таа цел денеска се собравме во Стопанската комора, ги поканивме најеминентните луѓе, професори од факултетите, кои
прават проекти, кои одговарат за проектите. Поканивме Министерството за животна средина, луѓето кои го пратат извршувањето на проектите. Поканивме Министерството за економија, секторот за минерални сировини, кои дават дозволи дали за детални геолошки истражувања, дали за експлоатација. Сакаме денеска на едно највисоко стручно ниво да го пратиме нашето мислење до јавноста, а јавноста натаму да цени што е право, што не е право. Во секој случај не е добро да хаотично се одвиваат некои работи. Например, некој човек се изјавува дека Бучим излева во реката Тополница хемикалии и измислуваат имења, што е многу штетно и сето тоа влие врз средината. Луѓе тамо работат, луѓе живеат, луѓе. Радовиш, конкретно од кај што доаѓам јас, само еден да ви кажам податок, Радовиш има околу 2,5 милиона евра буџет во годината, од кои 40% се од Бучим. Ако се настави вака и ако се затворат рудниците, ќе ги видиме сликите кои ги гледавме и по старите генерации ги памтиме. Целта, значи, на овој состанок е денеска да разјасниме некои работи. Мене ми е жал ако медиумите не може да останат, но сакаме и вие да слушнете изворни информации од најодговорните луѓе. Тука ни е геолошкиот завод наш, кој преку кого одат сите истражувања. Јас сметам дека ние во Македонија имаме доволно уредени закони, и законот за минерални сировини, и законот за животна средина, дури може би се и построги нашите закони од обкружувањето и не е јасно дали луѓето подценуваат овие што реагираат, дали ги подценуваат тие што си ги извршуваме работите или не знам практично. Република Македонија, како што истакна председателот на делот на комората кој што ја покрива оваа област, е држава која што ги има инкорпорирано сите директиви за заштита на животната средина и која што како таква ги применува. Дури можам да кажам слободно дека во некои аспекти сме и построги од она што го пропишуваат правилата на Европската унија, особено во прекуграничните комуникации на типови на влијанија, и од тие причини, особено на рудниците, посветуваме сериозно внимание да се испочитуваат сите законски аспекти на зачувување на животната средина и сите нејзини медиуми. Јас морам да истакнам дека клучно во животната средина и воопшто живеењето е да се работи, меѓутоа да се работи одржливо и сето тоа да биде контролирано. Тоа е една вистински пристап кон работата и држава која што покажува своја одговорност во сите аспекти и во сите работи на различни сектори. Ние не можеме да се сконцентрираме како држава и не го прифаќам тоа дека, иако доаѓам од животна средина, дека најбезбедна заштита на животната средина е кога не се работи ништо. Значи, туризмот, ако е пренагласен и ако е преголема бројка, врши притисок врз животната средина и врз некои медиуми. Земјоделието исто така, а ние се определуваме како држава која што дава големи субвенции во земјоделие. Од друга страна, употребуваме многу заштитни хемикалии кои што како такви се користат за да имаме повисока продукција. Од друга страна, секој од нас во домовите користи одредени хемикалии и ги има во залихи, дури во продавниците, кои ще се со ознака на забрането или на многу штетно по здравието на животот и воопшто на околината. Така да се на крајот се сведува на тоа како ние тоа го менаџираме, колку на тоа посветуваме внимание и како одржливо го користиме. Република Македонија на Балканот има таква една геолошка историја што покажува дека таа изобилува со присуство на полиметалични минерални суровини, кои што еве за среќа или како што некои кажуваат за жал, во Европа најновите истражувања покажуваат дека одредени метали се наоѓаат на рангот на врвот на присуство по проценти и по квалитет. И тоа место да го искористиме како своја предност во развојот, ние не треба да се доведеме во ситуација со одредени паушални изјави, каде што не е вклучена стручната јавност од оваа сфера,
да се даваат оценки кои што кај граѓаните поради непознавање предизвикуваат забуни. Ние како Министерство за животна средина за секој проект спроведуваме врз основа на тоа дали кој е капацитетот, спроведуваме елаборат на оцена на влијание на животна средина или студија за оцена на влијание на животна средина. Рудниците главно подлежат на студија. Таа студија да се изработи, во неја учествуваат огромен број на експерти од различни области. Јас со жалење морам да констатирам дека она што вчера го гледав на една дебата и да го покажам јавно, професорите кои што вчера дебатираа дека не треба да се отвара рудник на одредено подрачје, за рудник кој што минатата година дадовме дозвола ја изработуваа студијата. Така да се покажува дека треба да сме професионални, принципиелни и дека не треба да априори на нешто што нема уште завршница, однапред да го прогласуваме како мртво. Тоа не е така. Успехот на една држава е да може да контролира нешто и да може сето тоа да го стави во рамки на примена на закон. Една Германија го собира отпадот опасен од цела Европа, а се смета како една од еколошки најразвиените земји затоа што развива технологија кој што тоа може да го контролираат. Ние со нашето живење во секоја сфера вршиме негативни влијанија на животната средина. Меѓутоа, успехот е да тие ги контролираме и ги ставиме во една рамка на прифатливост. Од тие причини со нашите закони јавноста детално информирана за сите чекори кои што ќе бидат преземени, од почетната фаза до крајната фаза. Значи, нашата студија, еден месец од како ќе се изработи, од експерти е на увид на јавноста. И јавноста може да види и во таа фаза да даде одредени сугестии ако се издржливи и ние да дадеме одредени мерки. Од тие причини морам да истакнам дека владата, односно Министерството за животна средина, со новите аспекти на влијание на животната средина ја става превентивната екологија како клjuč на решавање на сите проблеми. Од тие причини Министерството за животна средина кон сите рудници упатува дека уште кога ќе почнат со активности на градење, ќе работат, можеби, ако градат 4 години, 4 годишен мониторинг на сите медиуми на животната средина, за да кога ќе почнат да работат, кога се обврзани да работат мониторинг, пред граѓаните може да ги покажат резултатите и да кажат дека нашето влијание е речиси никакво, минимално или е толку кое е прифатливо, а не од друга страна останатите сектори да се зацкриваат бидејќи не покриваат, не работат мониторинг, дека рударењето е тоа што главно го врши притисокот во животната средина. Мој апел и кон граѓаните, и кон вас медиумите, и кон сите кои што во ова се вклучени. Јас сакам да дадам апел да веруваме во стручната фела, бидејќи затоа таа е образувана и ги образува нашите идни генерации, да веруваме во институциите, бидејќи јас ниту во еден момент не можам да кажам дека како човек со било кој свој удел сум направила да граѓаните во Република Македонија ги доведам во ситуација свесно да немаат заштита на животната средина или да имам удел во тоа дека тој чекор направил некаков удел во заштита во загрозување на нивното здравје и живот. Од тие причини ја поздравувам оваа дебата и сакам понатаму да биде проширена можеби и со другите профили и гранки кои што имаат можеби некакви други размислувања. Секогаш кога ќе се спротистават фактите и аргументите, се доаѓа до најконкретен заклучок. Ние мора се да развиваме во државата во рамки на прифатливост, бидејќи уште еднаш ќе завршам. Европа гради своја стратегија за рударството и за геологијата и тоа на многу високо ниво. Ако Европа тоа го прави, не знам зошто ние кои што претендираме таму да бидеме, сакаме тоа да го прекинеме. Европа направи студија која што кажува одржливоста на рударењето на златото и новите аспекти, јас тие можам да ги покажам, да ги имате на увид и да видите кои се тие планови. Така да ние не застануваме, ние златото мораме да го имаме во резервите на секоја држава, значи тој и понатаму ќе продолжи да се продуцира. Таков е животот на планетата. Од друга страна, јас уште не знам дека од листови, од билки некој направил технологија од која ќе произведуваме струја.
Меѓутоа, сето тоа што ќе го правиме да биде издржано, одржливо и подкрепено со знаењето, а не со паушални изјави или одредени политички влијанија кои што од некоја причина може би утре ќе наштетат и некој друг. Сите да бидеме професионални, само така ќе имаме видливи и ефективни резултати. Костадин Јованов, директор на Геолошки завод на Република Македонија. Иначе по локација сум хидрогеолог, оно што значи подземни води, заштита, загадување и така натаму. Значи, доста работи до сега беа кажани, едноставно можем да кажем како прв човек на Геолошкиот завод на Македонија кој што е задолжен за геолошката база и за геолошките истражувања и за одобрување на геолошката документација, тоест ревизија на проектите и елаборатите кои што се вршат истражувањето во Македонија, немам друга опција освен да дадам силна поддршка на геолошките истражувања. Во Македонија од порано има и треба силно да има геолошки истражувања. Бидејќи ако има геолошки истражувања, рачунете дека ќе имаме можност за отварање на рудници. А рударството во Македонија, било која политика треба да му посвети внимание, бидејќи тоа е една од гранките за развојот на економијата во државата. Конкретно што се однесува до случајот во Гевгелија. Апсолутно сум против такви настапи од причина што и беше кажано досега, тоа е ептен преурането. Значи, луѓето во една нормална законска процедура ги имат сите согласности, како што беше речено, имат одобрена проектна документација, сега е фаза на детални геолошки истражувања, како лице задолжен за геолошките истражувања, дај Боже да има таму рудни резерви, да се отвори рудник таму. На ова држава му требат капацитети, рударство, не му требат празни муабети. А понатаму имаме супер уредена законска регулатива, подзаконски акти, прописи, каде што се е пропишено како треба да се врши експлоатацијата. Значи, сега дојдовме во една таква ситуација кога се уште ние како геолошки завод не знаеме таму што има. Таму е само одобрено да се вршат истражувањата. Како ќе дојде елаборатот во геолошкиот завод, тогаш точно ќе знаеме по квалитет и квантитет што имаме на тие простори. Наредни фази се студии за економски оправданост, каде што се пропишува дел експлоатацијата, понатаму како што каже и колешката, студии за животна средина, значи елаборати за подземни води, значи сите аспекти рударството во целиот процес на одобрување пред издавање на дозволата за експлоатација ги се огледува. Значи, во денешно време само треба да се молиме да имаме такви простори каде што ќе ни дадат ветување за развој на нашата економија. А прописи, закони, уредување, тоа е совршено средено. Јас повеќе би апелирал на тоа како фела да се занимаваме околу она што значи рационално користење на тоа благо на државата. Значи, да не имаме, например, само пролазни цени с тоа рударење, него се она што е реално да се експлоатира, пошто откако ќе се експлоатира после назад нема враќање. Значи, тука државата треба да си го гледа бенефитот, што значи одржливо експлоатирање на минералните суровини. А во тој дел Македонија има перспектива, само ни фалат истражувања. Ова што се случува дава негативен сигнал пред се на инвеститорите, на странците, на домашните инвеститори, пошто никој не има да се одлучи да вложува во истражувањата, а истражувањата се ите како скапа работа, ако не е сигурен утре што може да се случи како ова сега што не се случува. Затоа треба да упатиме на силна поддршка и со рударството да се занимават лицата кои што се од браншата. Значи, зборот за рударството и за геологијата треба да го дадат рударите и геолозите, а не било кој. Многу шпекулации, многу дезинформации. Мислам дека интересот и на нас како стручна фела и на сите овие здруженија, да речеме еколошки здруженија, е ист. Заштита на животната средина, односно инсталирање на технологии кои максимално ќе бидат сигурни по однос на животната средина и по однос на заштита на вработените. Ние мораме да сватиме една работа, дека според документот Хоризонт 2020 на Европската Унија за стратегијата за одржив развој на Европската Унија, еден од столбовето е токму предвидува одржив развој или оптимално искористување на минералните сировини.
треба да сватиме дека во Европа се произведува само некаде околу 7% од бакарот и околу 6% од златото. А потребата од минералните суровини расте од ден на ден. Така да, нашата законска регулатива во многу делови е порестриктивна од регулативата на некои земји членки на Европската Унија. Значи, ние и во делот на проектирањето на рудниците, односно на усвојувањето на технологиите, сме обврзани да ги усвојуваме најдобрите практики кои се применуваат во Европа и во светот. Така да ние не можеме со шпекулации и со непроверени работи, со дезинформации да градиме стратегија на развој на една битна гранка во Република Македонија. Уште толку години Република Македонија на економски план ќе почива на земјоделието и на минералните ресурси со кои располагаме и кои оптимално треба да ги користиме. Ние имаме сега една ситуација во која се шират најразлични дезинформации, а се работи за детални геолошки истражувања. Едност треба да се види кое е минерално богатство таму го имаме, во колкави количини е и дали воопшто го имаме. И сега, без да се направи никаков проект, без да има никаква технологија, некој излева со податоци дека ќе има вакво влијание, такво влијание, мислам дека тоа е у најмала рака несериозно. Она што еден во тој след на активности до добивање на дозвола за експлоатација на минерални сировини е еден од најглавните елементи изработка на студија за влијание на животната средина. За да се изработи на таква студија, која е мултидисциплинарна, неколку години пред тоа се вршат опсежни мерења, каква е ситуацијата со почвата, со воздухот, со бучавата, со сите елементи на кои се составен дел на животната средина. И потоа се врши споредување, односно како би било влијанието од една технологија и при нејзината евентуална примена ние имаме комплетна слика каква е била ситуацијата и какво е влијанието евентуално од тој технолошки процес и инвеститорот е должен да ги почитува се тие стандарди. Ние мораме да сватиме дека еден сериозен инвеститор кој настапува кој доаѓа во Македонија да инвестира 400-500 милиони евра пари, тие пари не може да ги инвестира без поддршка од банките. А ние на банка веќе во Европа нема да ви даде кредит да ве поддрже ако вашиот проект има негативен импакт врз животната средина. Така да, сериозните инвеститори се секогаш позаинтересирани да одговорат на предизвиците на заштита на животната средина, отколку можеби и ние самите во одредени делови од нашата законска регулатива. Во делот Европа како заедница, како економска заедница, го препознава интересот и потребата од обезбедување или одржливо обезбедување на минерални суровини во рамките на Хоризонт 2020, веројатно ви е позната политиката научна на Европската Унија, во рамките на Хоризонт 2020 од 5 столба, еден од друштвените предизвици е баш предизвикот со обезбедување на сирови материјали или суровини, кои што Европа во посебна иницијатива, Raw Materials Initiative, да го кажем на англиски, во посебна иницијатива ги препознава потребите дека Европа мора да обезбеди и собствени ресурси и голем дел, например, не може да го задоволи тоа поради што насочува научни истражувања баш во областа да се обезбедат и од собствено производство, и од со рециклирање, и да целото тоа го прави на еден одржлив начин. Значи, јас сметам дека и кај нас има доволно капацитети и технички и знаење да се ресурсите од минералните ресурси да се извадат и економично и безбедно пред се и за работниците и за животната средина. Голем број на рудници во Македонија веќе функционираат, како што спомнаа, поголем број. Нашите познавање, например, и дисперзиите на прашина во зоната на активни рудници и квалитетот на водите во зоната на активните рудници, бар кога се активни, покажува многу подобри параметри ради контролата, ради пристапот што го имаат. Верувам дека треба да се внимава и да се вложува повеќе и повеќе за да се
тие ефекти одржат долготрајно, значи и после затварање. Трендот е денес када се проектираат рудници, малте не да го проектирате рудникот за да го затворите по-безбедно и по-ефикасно, така да сметам дека и Европа као заедница и ние треба да посветиме внимание на одржливо и безбедно обезбедување на минералните ресурси и Македонија, доколку ги има, треба безбедно и одржливо да ги искористи и од тоа да направи бенефит пред се за жителите на Република Македонија.